Здраво. Здраво. Во која соба е Булут Веднаш ќе кај? проверам. 1332, веднаш тука. Благодарам. Молам. Не сакам. Не сакам. Нека си оди. Ама можно ли е Булут душо сестрата ти донесе лек? Не ме допирај. Ама Булут душо го истори на секаде. Полека. Добро, нема проблем. Ќе дојдам пак кога ќе се смири. Булут, сонце. Знам дека не сакаш да го испиеш, ама ако правиш вака нема да те пуштат дома. Испи ги лековите да си одиме дома, добро? Добро ми е вака, добро ми е. Ќе избегам јас од тука. Ќе избегам кога ќе спиете сите. Каде ќе бегаш да те видам тебе? Каде ќе бегаш? Немој да ме допираш, не сакам. Булут, милош. Назли? Здраво, Булут. Дојдов да ти посакам побрзо оздравување. Не сакам. Не сакам никој да доаѓа. Мене тука ме држат пресилно. Ке си одам дома. Пресилно ми даваат сируп. Булут душо, те молам. Господи се назмија, мислам дека е подобро да си одите. Што ти е тоа во раката? Гораби, твоите омилени. За тебе ги направив. Сакаш да јадеш? Назви. Знаеш ли, мајка ми и татко ми умреа. Да речеме дека Денис ти понуди брак. Фатош, сега ќе се фрлам од прозорецот. Уште на тоа мислиш? Аман ма, зарем е забрането да се фантазира. Како мислиш мојот? Не се прави како да не разбираш, Назли, твојот да е на феритлам. Нема такво нешто, Фатош. Не постои мој. Не постои таков збор, го нема. Ке пукне, сигурно ке пукне. Што бараш ти тука? Дојдов да те замолам да се вратиш на работа. Мислам би работела ли со мене. Потребна си му на Булут. Те молам, врати се назад. Сакаш да се вратам на работа? Да. Ако сакаш да бидам искрена, Назви? Булут, Булут? Добро, спушти ме. Абе, спушти ме. Полека, внимавај, полека. Пушти ме, вујче. И ти пушти ме. Види, Назви, јас дојдов. добре дојде. Како си? Добар сум. Ова твој стан ли е? Да, мој стане. Види, Фатош ми е цимерка. Здраво, дада Фатош. Здраво, Булутче. Сакаш ли да те прошитам низ станов, а? Може? Ама да ја видиме и собата на Назви. Добро? Добро, ти сега почекај тука, јас за туристичката тура ќе ти донесам многу интересно возило, добро? Што ќе донесе? Изненадување. Та-та-та! Опа. Да, држете се цврсто, почнува турата низ резиденцијата на Назли и Фатош. Булут,
после сообраќајката стана сосема друго дете. Се смени. Многу е бунтовен. Те едно сака, те друго, минаетлив е. Тоа што му се случи не е лесно. Да. И затоа потребна му е помош од некој како тебе. Булу тебе те сака, ти верува. Би бил среќен ако пак работиш со нас. И јас многу го сакам Булут. Никако не сакам да биде повреден. Ама кога ќе се сетам на вашиот поранешен однос, искрено речено не можам да бидам сигурна. Ова е професионална понуда за работа. Ако мислиш дека нема да си доволно професионална... Јас во сите мои работи досега сум била крајно професионална. Вашиот професионализам треба да се преиспита. Види, не дојдов да се караме. На Булут му е потребна помош. И мене. Може да заборавиме на минатото? Можеме, да. Повелете. Ми е слушна понудата. Ќе дојдеш или не доаѓаш? Види, колку и да имаме потреба од тебе, нема да те молам. Чекам одговор. Добро, прифаќам. Во ред, се договоривме се, ама извесен период ќе треба и ноќе да останувате кај нас. Ноќе, со вас. Ќе си имаш собствена соба. Булут се уште ноќе има кошмари, јас поради работата може доцна да доаѓам. Може ќе треба да му помогнеш за да заспие. Мислам, додека да најдеме некоја дадилка што ќе ја засака. Може, прифаќам, ќе останувам. А ако најдеме дадилка, ќе можеш да доаѓаш само преку ден. Добро. Во ред тогаш. Тогаш, добро. Ние дојдовме. Види, Војче, ќе ти покажам нешто во собата на Назви. Булут, сонце, веќе е доцна. Да си одиме дома, па ќе ми кажуваш по пат, може ли? Ама Војче, те молам уште малку да останеме. Булут, а да не ги вознемируваме веќе дадите. Назви нема да се вознемири? Така е, не ви Назви? Повелете. Војче, види, ова било секна домаќин на Назви. Многу убаво. Ќе ја пофалам професионалноста на господица Назли. На работа воопшто не е олку неуредна. Знаеш ли, Војче, Назви можела да го чита она напишаното. Што пишува таму Назви? Таму е напишана јапонска поговорка. Вели дека среќата е во одвишокот на храна. Во одвишокот на храна? Јапонците сакале да кажат дека никогаш не се знае од каде ќе ти се појави среќата. Ајде, Булут, сонце, доволно беше прошеткава, да си одиме дома, може? Ама Војче, да останеме уште малку, да не си одиме веднаш дома. Булут, сонце. Булут, ти сега оди, а јас утре ќе дојдам. Се разбравме? Навистина ви? Прифати ви? Веќе ќе живееш со нас? Да. Навистина? Супер! Здраво. Назли? Добре, дете. Добро ве најдов. Ме радува што не се предомисли. Не направивте ништо од вчера да ме предомислите. Бато, јас пак ќе ти го истурев ѓубрето. Многу е тесно таму, бе, бато. Денес добре дојди ти. Добро те најдов. Ја сретнав Назли по пати, што ми ја сретнав, реков да го посетам и Булут. Војче, Назви да не дојде? Да, Булут, сонце, дојде да Назли. Што правиш, кај си? Назли,
Празната соба долу е за тебе. Ако ти треба нешто, разговарај со господица Игбал, ќе ти донесат. Булут треба редовно да оди на физикална терапија, бидејќи секој ден е со различно расположение. Генерално се мачиме, ама се надевам дека ти ќе успееш да го носиш. Во деновите за терапија, еден возач ќе ве чека надвор, можете кога сакате да одите. Не грижете се, ќе сторам се што можам. Направи. Тоа што терапиите се надвор е важно за неговата психичка состојба. Прв пат го гледаш ова? Знаеш што прави овој со црвенава кола на крај? Не ми кажувај. Булут? Назви, добро дојде. Добро те најдов, сонце, како си? Добро ли си? Добар сум. Види го ти него, ја виде Назли и живна веднаш. Назви, можеш да спиеш во мојата соба. Има многу удобен кауч. Се отвара. А ако сакаш, можеш и со мене да спиеш во мојот кревет. Назлик има своја соба, Булут. Кажи ми дали си гладен? Да ти направам еден убав огромен омлет? Направи ми добро. А со него? Веб со джем. О, прекрасно, да пукне. И мене запиши ме за појадокот. После ќе си поиграме со Булут малку. Ајде, дојди. Опа! Ти каква игра ќе играш, Денис? Денес си енергичен, не те пуштам. Доаѓаш со мене во фирмата. Не бе, бато, види ме на што личам јас, види се ти каков си. Шанса нема да дојдам ваков во фирмата, бато. Мислам дека Пусула Холдинг не е спремен за тоа. Ајде, не ти пали. Никој не очекува тебе костом. Има важни работи за кои треба да разговараме. Додуша, неубави работи, после Демир и Зейнеп, ама што да се прави? Ајде. И војните беа почнати. И двете страни беа многу силни. Работите и... Назле, ние излегуваме. Во ред. Се гледаме. Дај ми еден гристе, молам. Тоа било војната на светветските мечови. Се сеќавам дека сестра ти ја видов на погребот, но не знаев дека живее во Австралија. Не, ама исто како да е така. Многу одамна престана да се гледа со семејството. Во ист град сме, ама не се гледавме со години. Долга приказна е тоа. Ама сепак сестра ти ја знаеш. Ниту јас, ниту брат ми не успеавме да ја заборавиме. А и брат ми сакаше Булут да знае дека има тетка на светов. И затоа ја измисливме лагата за Австралија. Денис, не разбирам. Прости ми, но ми изгледа дека е многу сладка. Зошто не комунициравте? Многу ги повреди татко ми и брат ми. И татко ми, за да не заштити нас и фирмата, го подели наследството и ја оддалечи Демет од семејството. Назли, може ли да те замолам нешто? Бато Ферит да не знае за оваа средба, може? Денис, добро... Како што ти кажав, имаме длабоки рани од минатото и... Мене Бато Ферит ми е како роден брат. Иако слушне за ова ќе се налути. И со право ќе биде. Само ти победуваш. Види ги само нив двајца. Се најдоа после толку многу години. Да? Добро, но за извесен период. Се разбира. Молам, господине Ферит. Ми кажаа сте отишле на физикална терапија. Бевме. Конечно успеавме да го убедиме Булут. За да не ве вознамирувам, ја известив господја Игбал. Сега каде сте? Сега, Булут, што мисле за надвор, не сакаше да оди дома, а и сакаше да го види чичко му, па дојдовме кај Денис. Тука сме сега. Убаво сте направили, утрово не успеа да играат. Изгледа дека Булут многу се забавува. Да, така е. Дај ми го малку да поразговарам со него. Да, сега. Булут, душо, Војко ти те бара. Запри ја играта, Војко ме бара. Ало? Војче? Што се смееш, Немирко? Затоа што дошла тетка ми Демет од Австралија. Тетка ти Демет е таму? Да? Добро, сонце, дај ми ја сега пак Назле, ајде. Тебе те бара. Господине Ферит, Дојдете дома веднаш. добро, ќе си одиме за кратко. Реков веднаш, Назле, не за кратко.
Кај Денис отишле? И Демет била таму. Од каде дознала таа? Го извадила душата на Денис само за да дознае. Не сакам таа жена да е во близина на Булут, Енгин. Вујче, види, прстот ми излегува. Браво за Еве, тебе. ми се скине прстот. Булут, мило, ајде јади. Види, уште не си завршил. Уф, добро, сега ќе јадам. Знаеш ли дека во Австралија имало многу повеќе кенгури од луѓе? Така ли? Да, така било. Дури имало една птица, киви, која не можела да лета. Тетка ти ги кажа овие работи? Да, тетка ми се ми кажа. Кога ќе дојдете свиниот пат, ќе ми ги покаже фотографиите. Јас да ги соберам чиниите, простете. На здравје. Вилицата ти падна, вилицата. Знаеш ли дека Демет ќе биде кај Денис? Не знаев. И Денис не знаеше. Ние тројцата игравме игри и одеднаш некој задзвони на врата. Дошла господја Демет. И видов дека убаво си поминуваат, па си реков нека се подружат малку. Очигледно е дека ја засакала. Па тетка му е, крвта не е вода. Периодов не излегувајте многу. Во ред. Бевме само на воздух. Навечер кога ќе се вратам каде сакате ќе ве носам. Некој период наоѓе му забави по дома. Ќе биде добро за Булут. Во ред. А патем сакам да знам се што правите. Вујче, ајде заврши со одењето. Не веќе ми пуштеше плоча. Договорено? Договорено. Супер. Аман, Жими, се ќе пукнам. Што живот ќе имавте, полн со интриги. Уф. Полека Булут ќе го разбудиш. Од памет ме извадивте. По кој пат веќе се појавува во темница? Напи се вода. Благодарам. И ти не можеш да заспиш. Да, ми се случува кога прв пат спијам некаде. Ако не ти е удобно, Многу е удобно, многу ви благодарам. Имам дури и камин. Мислам не дека ќе го запалам, ама ми дава некоја убава топлина на собата. Господине Ферит, убаво што се сретнавме, сакав да ви кажам нешто. Ситуацијата со господја Знам. Демет. знам, ти немаш никаква вина. Да, тоа е точно, но сакав нешто друго да кажам. Булут и господја Демет, кога се сретнаа, господја Демет многу го засака Булут. Исто и тој неа. Мислам, воопшто не изгледаа како да не се виделе со години. Тоа сакав да го знаете. Булут? Булут? Бебе мој, сонуваше нешто, не се плаши. Назви, ми не достига мајка ми, татко ми го сакам. Вујче! Немаш семејство.
Да, имам, се разбира дека имам, ама знаете, лето и тие се во родниот крај, ние сме од Антакија, ама сестра ме ќе дојде за кратко, веднаш ќе биде тука. Асуман, што се случува? Зарем ти не беше во Бодрум? Немој да ме плашиш. Вие сестра сте? Да, Името ви е Назли? да, Назли. Господице Назли, сестра ви ја фатиле додека краде во една продавница. Што? Асуман, Знаете ли, има нешто што се вика бумеранг. Едно искривено стапче го фрлаш назад се враќа. Го фрлаш назад се враќа. Порано жителите на Австралија го користеле тоа. Така ли? Ти од каде ги знаеш овие работи? Тетка ми кажа. Звони телефонот на сестра ти. Назви не ми е сестра, како прво таа ми е другарка. Кој ви ја бара? Господин Фери, Вујко ми ја бара. Ало, Вујче? Јас и Наца сме во полиција. Како се викаш ова? Полициска станица. Во полициска станица сме. Како тоа во полициска станица? Булут, дај ми некој возрастен на телефон, те молам. Да, дај ми некој полицаец. Ало, добар ден. Каде се наоѓате? Во ред во близина сум, доаѓам веднаш. не можам да сватам, Асуман. Ти кога успеа да дојдеш во Истанбул? Кога се случи ова? Девојко, зарем вие не отидовте со автобус во Бодрум? Ајма, да довидиш што ме снајде мене, а ти што ме прашуваш? Јас и Неджела се вративме со авион. Со авион? Ти каде најде пари за авионски билет? Девојко, не ме полудувај, зарем не отидовте со училиштето? Како можеш на своја рака да се враќаш со авион? Па имам заштедено, ма. Јас не можам да се возам така со саати во автобус. Не ме познаваш ли? Би се Воопшто не укушила. сум ја познавала сестра ми, воопшто. Каде е Неджла? Не, јас имам братучеди. Јас се вратив со такси, видов дека е се уште рано, па реков да си купам нешто. Да купиш нешто? Ќе те убијам. Вакво ли е твоето сваќање за купување, Асуман? И што правиме сега? Господине, јас сум и сестра на Асуман. Навистина, многу ви се извинувам. Асуман многу се кае. Кажи. Многу се каам, ама навистина не сум таков човек. За момент се занесов. Многу се извинувам, простите ми. Навистина не е таков човек, ве молам. Може би е заради годините. Булут, Вујче, добро дојде. добро те недов, добро си? Јас сум добро, батави ме мене. Сестра на Назви дошла. Внатре се зборува со полицајците. Многу ви благодариме за разбирањето. Сестра ви нека ви се заблагодари и да не се повтори вакво нешто. Господине Ферит, јас ве барав, ама... Добро, ќе разговараме подоцна. Назли, ќе те замолам, може да ги земеш? Господине Булут, спремни ли сте? Спремни сме. 1, 2, 3, опа! Ај! Ќе одиш право дома. Добро да дома, ти не доаѓаш? Не, јас некое време престојувам кај господин Ферит, да му правам друштво на Булут. Јас ништо не знам за ова. Да ми криваше телефон, ке знаеше. Слушај, вамо, Асуман, веднаш да одиш дома. Ке се јавам на Фатош да проверам кога си дошла. Ти избега птицата, срекни се, ма пак ти слета на таа убава глава. Пази да не ја изгубиш. Не трескај глупости, ке ти ја плеснам една пуста, ке видиш убаво. Држи го ова да го поздравам. Асуман, доаѓај вамо. Господина Ферит, простете ми, ве молам, ова беше недоразбирање, ве измачивме и вас. Не е важно. Господ памет да ти даде, Асуман. Ти би полудела човек. Назли? Добра ноќ, господине Ферит. Ова јас излегов да земам воздух, откако Булут си изеде вечерата, веднаш заспа. Мислиш дека не е нормално? Денес имаше премногу активен ден. Нормално е. Мислам...
нормално е да има премногу активен ден. Животот не е секогаш така мирен и стерилен. Понекогаш можеме да се соочиме со непредвидени ситуации. За мојот живот и животот на Булу да минуваат мирно, плаќам многу пари на многу луѓе. А дел од тие луѓе си и ти. Ти си задолжена за животот на Булу да минува мирно. Како воопшто да не ви кажав да останете дома. Се извинувам, господине Ферит. Навистина, Булут никогаш веќе нема да оди во станица, не се сомневајте во тоа. Мац. Дојди, Мац. Толку многу си гладна што плачеш? Дојди. Се затвори. Уф, дај Боже, кујната да е отворена. Браво, добро сте ја заклучиле. Еден ден да ми помине без акција. А да се разбудевте утро е. Оф, Назли, оф. Сега ако задзвониш на звончето, ќе се разбуди Булут. Во каква ситуација дојде поради љубов кон мачки? Здраво. И вие слушнавте мјаукање во дворов? Не слушнав. Мислев дека поради тоа дојдовте. Во дворов има мало маченце, го знаевте тоа? Така ли? Да. Па тогаш вие зошто дојдовте? Не слушнав мјаукање, туку слушнав гласот кај вратата, па дојдов. Добро. Ако го видите гладно е, дајте му да јаде. Многу плачеше, не ме остави да спијам. Може би јас ќе го најдам, ама подоцна. Го најде ли мачето? Не, избегало. Да ви подготвам појадок? Не си должна мене да ми подготвуваш појадок, Назли. Да, но можам да ви подготвам, не е проблем. Ќе каснам нешто, не грижи се. Добро. Назли, вчера малку бев погруб со тебе, не лути се. За тоа. Се разбира, ни јас не сакав да го однесам детето во станица, ама луѓе сме, се случуваат вакви работи. Не е за станицата, за таа работа сум во право. Не е некое место што треба да го гледа мало дете. Ви реков не излегувајте надвор, зашто Демет му е тетка на Булут и ќе поднесе барање да го земе старателството врз него. И се плашам кога излегувате надвор. Добро, но чекајте, може да го земе старателството врз Булут? Не само Демет, туку и тој незин маж Хакан. И подготвена на се за да го добие тоа што ќе го науми. Со години не се гледаме и не се сакаме многу. Затоа кога сте надвор не сум мирен, сепак е побезбедно кога сте дома со Булут. Не е до толку, сепак му е тетка, како би можела да го повреди, нека го гледа. Молам? Па велам, зошто поради вашата меѓусебна нетрпеливост Булут да не може да ја гледа тетка си? И вие гледате го и таа нека го гледа. Постои нешто што се вика заедничко старателство. Ништо не е толку едноставно и невино како што ти се чини тебе, Назли. Ете така, Денис.
Пак направија што наумие, да. Што сакаат да направат, не разбирам. Детето само што ги изгуби мајка му и татко му. Денес дојдов дома да оставам нешто, подоцна ќе се најдеме и ќе разговараме јас и адвокатот. Добро? Добро, вато барајме кога сакаш. Ајде, фрли. Пак не успев. Ако булут ќе научиш полека, Леле колку убаво го фрлаш ти тоа. Знаете, во Антакија условите за да човек може да се образува се многу ограничени. Сите ние кои имаме големи амбиции, малите градови може да ни бидат како Зандани. И затоа јас, за да можам да се образувам и да си ги остварам со ништата, дојдов да учам тука во Истанбул. А со Душо, и онака времето на господја Демет е тука ограничено, велам да не ја задржуваме. да, Асуман, во право си, секако дека условите што ги нуди Истанбул не можат ни да се споредат со малите градови. Ама има интернет, до таму може се да видиш. Има интернет секако. Паметно врапче се и се си знаел. Ајде кажи и на тета, ти се допадна ли бумерангот? Многу ми се допадна. Војче, Молам, булутонце. гледаш ме, дошла мојата тетка Дема дури од Австралија. Душо, Војко ти знае дека сум вратена. Ама, јас сега морам да си одам, миличок. Ајде да те бакне тета. Душичко, тетина, ќе дојдам пак. Назли, Душо, ти благодарам за гостопримството. Асуман, мило ми беше. И мене ми беше многу мило, господјо Демет. Се надевам ќе се видиме. Се гледаме, Ферит. Назли Кујна. И да знаеш, многу лошо го фрлаш бумерангот. Подобро фрлам од тебе. Господине Ферит, Што бара таа тука? Како се ја примила дома? одеднаш се случи. Прво дојде Асуман, а и кажав да не доаѓа. Незиното доаѓање беше големо изненадување. И потоа одеднаш пред врата се појави господја Демет. Јас воопшто не сум виновна. Од кого добива сила па доаѓа ваму? Господине Ферит, тетка му на Булут ви дошла до предврата. И јас ја пуштив да влезе, бидејќи му е тетка на Булут. Ако не сте задоволни од моето работење, наместо постојано да викате по мене и да ме обвинувате, можете да ме избркате. И ова е решение. Наскоро ќе има рочиште. Кога тетка му на Булут ќе го земе старателството, ќе заборави дека му е тетка. Разбрали? Биди сигурна во тоа. Господи Сигбал, откажете го со станокот. Кажете му Ненги нека дојде кај мене, не се враќам во фирмата. Асуман, ја гледаш ситуацијата во куќава, како во лудница да сме. Ајде ти не се плеткај веќе околу ноза, оди. Да, што да правам јас до вечера? Зарем сестрата да скита по улици? Барем еднаш не должи. Да се колнам, нема да мрднам од Кујнава, нема да ме забележи господин Ферит, нема да забележи дека сум тука. Ова ти е работно место, те оставам во лоша ситуација, знам, ама ќе ми простиш. Асуман, јас поради тебе воопшто и не можам да излезам од лоши ситуации. Ајде, дојди седни тука. Да не те гледам наоколу. Асуман, мила, би сакала рацете да ги употребиш за нешто покорисно? Например, би можела ова да го изматиш. Така излегла и дошла, а? Како ништо да не било. Ми влегла во куќа. Да го реализиравме тоа што е во ова, знаеш што ќе беше? Ако знаеше за ова, замисли каков адут ќе дадевме за да го земе Булут. Аман бато с краја да е, не зборувај такви работи. И ти зошто го шеташ тоа со тебе? Нели рече не го остави во фирмата, за да не дојде до нечии раца, го донесов дома за да го сокрием, а таа пред нос ми дошла. Добро, смири се сега. После старателството врз Булут, таа ќе им одреди денови да го видат Булут.
И онака кога ќе нема никаква корист, ќе се изгуби. Асуман, готово е тоа, дојди ваму. Ти пак ли прислушкуваш? Ти наместо да ми прифрлаш, погледни си го телефонот, цело време ти звони. Машала, ушите ти се како радари, се слушаш. Ова е твојата граница, да не си ја поминала. Таму немаш работа. Би се заблагодари на Назли за гостопримливоста. Кога дојде в Гураби и кафење, буквално е пречекала како Не гостин. претеруваме, Ферит, не е виновна девојката. Што да прави сега? Кажала дека ти е тетка и влегла. Гневот што го имаш кон Демет не го истура и врз девојчето. Ало? Денис, си ме барал. Назли, како си, што правиш? Булут како е? Булут е добро, но ние малку се измешавме, бидејќи господја Демет да е жива и здрава дојде. Демет на има работа. дојдено. Господе Боже, што прави ова? Може би доаѓањето на господја Демет ќе го поднесев. Ако не дојдеше после неа и господин Ферит, се разбира кога дојде не беше. Назли, не се грижи ти за ништа, не си ти виновна, како и да е. Денес морам да се вратам на работа. Може подосна да зборуваме. Ајде, чао. Вујче, Вујче! Бато Енген, ајде додете да си играме. Командантот не вика, да одиме, ајде. Дојдовме. Кажи што ќе играме? Со светлосни мечови, со пиштови, една воена игра. О, па тоа е прекрасно. Тогаш ова нека ни е штит. Бато Енген, ти со ова, О, Вујче ти со ова. Мислам дека дојде време да те фрлам. пушти го детето, ти велам. Бато Енген, брзо спаси ме. Го фрлам. Во ист момент пушти го детето. Брзо спаси ме. Фрли го оружјето. Еве. Шутни го со нога сега, ете браво. Добро, сега ќе го пуштам. Асуман! И јас да не се измори, сестра ми ги собира в празниве работи. Навистина ми ги насолзи очите, Асуман. Ама не можеш вака да ми излажеш, мила моја. Треба веќе да си одиш. Не грижи се ти, сега ќе си одам. Ина не ежела излегла работа вечерва и со неа ни се откажа планот. Сега ќе си одам дома и ќе се седам во некој ќош, чекајќи да умрам од досада. Ај, Асуман, не ми прави така. Видиш што ќе ти кажам. Вечерва Аља имала настап. И не покани, јас и онака не можам да одам, ама ти ако сакаш оди со Фатош, добро ќе ти дојде. Добро, ма Дадо, ќе се снајдеме некако со Фатош, добро. Уф, Асуман, чекај. Ако одиш вечерва ќе ти треба. Ај, колку си ја сакаш ти сестричката, нели? Секако дека те сакам, луда. Ајде се гледаме. Чекај. Останете со здравје, јас си одам. Асуман, на која страна одиш? Јас излегувам сега, ќе те префрлам. Може, ќе слизам попат некаде каде што ви одговара. Ајде се гледаме. Дај ми го пиштолот. Да не се мачите. Таман работа. Ќе оставам некаде блиску. Ви благодарам. Се гледаме. Се гледаме. Се гледаме. Благодарам.